Почитувани дами и господа, ценети колеги, добра вечер. Со голема чест и длабоко чувство на одговорност, ви посакувам добре дојде на вебинарот Сеќавање на COVID-19, лекции и идни перспективи, организиран од Сдруженијето за помош и подршка на пациенти со гинеколошки заболувања Фемина Ем од Скопје. Јас сум доктор Стојан Николиќ и вечерва имам привилегијата да бидам ваш модератор во оваа дискусија. Во својство на консултант за бизнес развој во агенцијата Modern Marketing, од прва рака бев сведок на трансформативната моќ која информираниот дискурс ја има за обликување на насоките во здравствената дејност. Вечерва тргнуваме на патување за расчленување, разбирање и учење од невидените предизвици со кои се соочи светот во претходните неколку години поради пандемијата COVID-19. Чест ни е што меѓу нас имаме двајца истакнати предавачи, научниот соработник доктор на науки Марија Димзова, специјалист инфектолог од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје и доктор Катерина Адамова, субспецијалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабет и болести на метаболизмот исто така во Скопје. Нивната експертиза и увид ќе не спроведат низ сложеното влијание на пандемијата, особено во однос на адаптацијата, справувањето и специфичните предизвици со кои се соочи лицата со дијабетес мелитус. Пред да ги проследиме нивните презентации, имаме задоволство да ја слушнеме и Милица Кузмановска, претседател на Сдруженијето Фемина Ем. Таа ќе го представи проектот Подигнување на свеста и разбирање на важноста за превенција од COVID-19 кај пациенти со хронични состојби од Романија, Бугарија, Молдавија и Северна Македонија. Сведоштво за духот на соработка што оваа пандемија го поттикна меѓу народите и здравствените работници. Додека трае вебинарот, го охрабрувам секој од вас активно да се вклучи со поставување прашања и учествува во дискусијата преку чет. Ова е единствена можност да стекнеме увид, да споделиме искуства и колективно да размислиме за лекциите и идните перспективи кои ќе ни помогнат поефективно да се ориентираме во светот по пандемијата, новото нормално. На крајот моето обраќање сакам да изразам благодарност за нашите предавачи, Сдруженијето Фемина Ем и сите вас што ни се придруживте вечерва во огромен број. Заедно, ајде да изградиме пат кон разбирање, издржливост и иновации пред предизвиците што доправа ни предстои. За крај, само да ви кажам дека во чет пуштив еден линк кој што содржи Google форма за анкетен прашалник во облик на само две прашања во multiple choice, значи со повеќе кратни избори. Доколку не ви е тешко, на крајот, откако ќе ги послушате презентациите од нашите предавачи, би ве замолил да го одговорите тоа информација која што е битна како повратна информација од вас. Ви благодарам и очекувам плодна дискусија. А сега ја поканувам Милица Кузмановска. Благодарам, доктор Стојан. Поздрав до сите денеска присутни и добро дојдовте на денешниот вебинар, на кој во овие 2 часа ќе имаме можност да се впуштиме во една малку поинаква димензија во однос на лекциите и искуствата кои ги добивме, кои ги научивме од COVID пандемијата. Некои одлични искуства, меѓутоа ќе ги споделиме искуствата на глобално ниво и од нашата популација во нашата земја и ќе се потрудиме воедно да ги истражиме идните перспективи со специфичен фокус на искуствата од нашата земја и до некаде во перспектива на се уште некоја, да кажам така, загонетна реалност на пост-ковид синдромот. На почетокот на кратко би сакала да го представам нашето здружение, да дадам неколку кратки информации за Фемина Ем. Фемина Ем здружението е здружение за помош и поддршка на пациенти со гинеколошки заболувања и формирано е во март 2020 година со слободно здружување на граѓани за да им понудиме помош и поддршка информации на пациентите, се разбери нивните семејства кои се засегнати од гинеколошките заболувања со акцент на гинеколошките малигнитети. Што работи Фемина? Во моментов работиме на 2 проекти, од кои едниот проект е многу голем проект и во рамките на Европската Унија, Forpiken, значи за превенција од канцер, за примарна превенција од канцер, и ова е вториот проект кој што трае 1 година и овој вебинар всушност ќе биде и финализирањето на овој проект за Pfizer, кој што, како што знаете, вебинарот е под насловот Сеќавање на COVID-19, лекции и идни перспективи.
И со овој вебинар мислам дека ќе дојдеме до навистина интересни заклучоци што се однесува до состојбите во нашата земја. Инаку уште малку кратко за Фемина, значи лобираме за подобар здравствен систем, лобираме за пациентите да имаат подостапна терапија, да имаат посовремена терапија, посовремени методи на лекување, побрза диагностика, исто како во земјите од Западна Европа и во другите развиени земји. И преку кампањи и други активности сакаме да го подобриме квалитетот на пациентите со овие заболувања. Инаку сме полноправен член на многу организации, светски и европски, Eurordis, ESGO Engage, European Cancer Patient Coalition, World Patient Alliance, World Ovarian Cancer Coalition, Cancer Patient Europe. Се надеваме дека нашето членство ќе се приклучиме како членови на други организации, се со цел да донесеме нови сознанија и искуства за нашите пациенти. Од публикациите кои што Фемина ги има издадено, се гордееме навистина со две прекрасни брошури кои се наменети за пациентите лимфедемка и гинеколошките карциноми, кој издаден, оваа брошура е издадена во соработка со ESGO Engage, исто така и брошурата која што ја имаме на нашата веб страна feminam.org.mk, што треба да го прашаш докторот, наменете исто така за пациенти со гинеколошки карциноми. Во тек е, значи ќе ја види светлината и на денот уште една брошура која што ќе имаме можност да ја дадеме и во хард копи. Тоа е брошурата за ендометриалниот карцином, која што е ревидирана од нашиот еминентен гинеколог-онколог доктор Игор Алуловски при клиниката за гинекологија и акушерство. Што се однесува до проектот? Проектот е наменет за подигнување на свеста и разбирање на значајот на превенција од COVID-19 кај пациенти со хронични состојби. Во овој проект се обединети 4 земји балкански, меѓу кои Романија, Бугарија, Молдавија и ние како Македонија. Траењето, кажав, на проектот е 1 година и ова е веќе крајот, а целите на проектот се следниве. Тоа е зголемување на свеста за влијанието на COVID-19 на лицата со хронични заболувања и други некои состојби, коморбидитети и ризик фактори кои ги следат овие одредени специфични групи на вкупната популација во овие земји, меѓу кои и нашата земја, и односот на развивање на потешки, покомпликувани исходи од COVID-19 кај овие пациенти. Една од целите која е многу значајна и ние многу навистина јас би сакала да ја акцентирам, тоа е разбирањето на бариерите со кои се соочуваат овие луѓе или пациенти во однос на мерките за превенција од COVID и воопшто за нивното целокупно здравје, но и за пост-COVID синдромот со кој се почесто се соочуваме после COVID пандемијата. Односно, преку овој проект, искрено сакаме да направиме еден мост на комуникација, континуирана комуникација помеѓу пациентите и помеѓу нашите здравствени лица, односно докторите, кои се директно инволвирани во работа со овие пациенти. На овој вебинар веќе се обидеме да ги согледаме и повеќе страните аспекти на пандемијата, тргнувајќи од потребите за зајакнување на нашите здравствени капацитети, за промена во нашиот здравствен систем, реструктуризација, но и за глобална соработка на сите нивоа, која што свативме дека е навистина многу неопходна, поготово за земји како што е нашата, по кои што се соочуваме со еден предизвикувачки здравствен систем, да кажам, кој не е многу добар за пациентите. Значи, таа взаемна борба против вирусот, потоа сведоци сме и на технолошките трансформации и ќе ставиме акценти на долготрајните ефекти и последици од COVID, како што кажав, и пост-COVID синдромот. Меѓутоа, гледаме потреба во лекциите кои што ги научивме, од важноста од здрава инфраструктура на јавниот здравствен систем, односно ефикасна координација, ефикасно справување со здравствените кризи, потоа глобална или меѓународна соработка. Видовме дека пандемијата го забрза и усвојувањето на дигиталните здравствени решенија, кои се покажаа како многу практични на телемедицината, во насока на пристапноста на диагнозата и на третманот за пациентите.
Исто така многу е важен и развојот на вакцината за COVID-19, која го покажа потенцијалот на науката и на технологијата, нели, во решавање на глобалните здравствени кризи. Ние имавме можност на почетокот вакцината да ја набавуваме од соседните земји, меѓутоа би сакали на овој вебинар да се истакне важноста од тоа колку е значајно, поготово за пациентите со хронични болести, да се прими оваа вакцина. Да погледнеме малку и на идните перспективи, односно од потребата од континуирани инвестиции, напредување на здравствениот систем, на болничките капацитети, меѓутоа и на добро обучена здравствена работна сила и подготвеност за некоја наредна пандемија, нели? Подобрување на стратегиите за вакцинација преку истражување и развој, капацитетите, дистрибутивните мрежи. Со овој проблем се соочувавме на почетокот на кога беше одобрена вакцината и се разбира се тоа заради полесно спречување и управување со идните епидемии и инфективни болести. Сега би сакала да го отстапам времето, односно да ја отстапам сцената на нашите денешни истакнати прекрасни докторки, говорници на овој вебинар со својата стручност, со својата компетенција, да ги презентираат своите искуства, своите знаења и некако да го трасираме патот кон некоја идна перспектива во однос на овие инфективни болести и во однос на лекувањето на пациентите, како што кажав, со хронични заболувања. Сите сме сведоци какви последици остави пандемијата, некои имаме и лични искуства, можеме и да ги споделиме, меѓутоа јас уште еднаш ќе ви посакам добре дојде и ве оставам во раците на нашите предавачи. Ви благодарам, Милица. Ја поканувам доктор Марија Димзова со незината презентација. Добро вечер на сите. Благодарам за прекрасниот увод, Милица. Го поздравувам целиот аудиториум, копредавачите, членови на Femina M и самата Femina M, која што ни ја понуди оваа можност да презентираме дел од нашите знаења. Јас сум доктор Марија Димзова, специјалист инфектолог, вработена сум на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Мојата презентација се однесува на COVID-19, адаптирање на промената и справување со предизвиците и можностите поврзани со неа. Само ќе ве замолам, доколку не одат слайдовите, да ме опомоните да ако имам направено технички превид. Нешто за SARS-CoV-2 инфекцијата. Знаете дека SARS-CoV-2 вирусот е предизвикувач на коронавирусната болест или поточно означена како COVID-19, која што беше предизвикана и е предизвикана од еден нов коронавирус, кој што беше именуван како акутен тежок респираторен коронавирус. За прв пат беше идентификуван како предизвикувач на кластер на долно респираторни заболувања, односно пневмонија, во 2019 година, на крајот 2019, во Вухан, во Хјубеј провинцијата во Кина. Тој беше репортиран на Светската здравствена организација на крајот од декември 2019 година, за да еден месец подоцна Светската здравствена организација го означи COVID-19 како глобален здравствен проблем. А на 11 март 2020 година е прогласена глобална пандемија. Бројот на инфицирани лица до денешен ден изнесува фрапантни 703 милиони 662 случаеви. Бројот на смртни случаеви е исто така една голема бројка, невидена досега, која што ја надмина и бројката на пандемискиот грип, односно шпанскиот грип, и денес изнесува речиси 7 милиони случаеви. Можеме да видиме дека бројот на активни случаеви се уште е голем. Скоро 23 милиони активни случаеви ширум светот постојат кои што се инфицирани со SARS-CoV-2. Благодарение на текот на болеста и адаптација и спроведената вакцинација, најголем број од овие активни случаеви спаѓаат во групата на умерено тешки или лесни случаеви, меѓутоа една бројка од 0,2% која што не е толку мала,
припаѓа во групата на тешки случаеви кои што бараат интензивно лекување и нега. На сите ни се добро познатите најчестите симптоми на COVID-19, а тоа се покачена температура, кашлица и краток здив, чувство на отежнато дишење, можно е да се појават и други симптоми, како што се замор, мускулно-скелетни болки, главоболка, познатиот губиток на вкус или мирис, нели најголем процент од пациентите првпат се посамнуваа дека се заболени од COVID поради губитокот на чувството на мирис и вкус. Можно е појава на гушоболка, можно е појава на запушен нос или кивавица, течење на носот, гадење или повраќање. Како поретки симптоми се јавува кашлица, која што е пратена со експекторација на спутум, слабост генерализирана, а од потешките респираторен дистрес, невролошки пореметувања од типот на конвулзии, пореметена состојба на свест. Една од најтешките и најсериозна манифестација на COVID-19 болеста е пневмонијата. Клиничката слика на COVID-19 може да варира од асимптоматски, односно пациенти кои што се инфицирани со SARS-CoV-2 вирусот, меѓутоа немаат никакви симптоми, преку благи до тешка болест и за жал и смртен исход. Според повеќе мултицентрични студии покажале дека симптомите на SARS-CoV-2 вирусната инфекција може да се јават од 2 дена до 2 недели после експозиција на вирусот. Средното време на инкубација во просек изнесува 5 дена, додека 98% од лицата кои ќе развијат симптоми, тоа го прават во тек на првите 11 дена од инфекцијата. Денес, како што знаеме, во светот циркулира омикрон варијантата на SARS-CoV-2 вирусот. Неговата инкубација е нешто пократка, во просек трае 3 дена. Меѓутоа, како резултат на оваа пократка инкубација, ова вирусна варијанта има една побрза епидемиска траекторија, односно тоа значи дека поголем број на лица во исто време се инфицираат. Постои еден широко прифатен постулат дека омикрон варијантата е со една полесна клиничка слика. Да, тоа е точно така. Испитувањата покажале дека најголемата концентрација на вирусот, за разлика од неговите претходници, се наоѓа во горниот дел од респираторното стебло, односно во слузокожата на назофарингсот и ларингсот, а многу помала концентрација на вирусот има во долното респираторно стебло, односно во белите дробови, и како резултат на тоа клиничката слика на омикрон варијантата најчесто е манифестирана како горно респираторна инфекција, односно инфекција која што имитира симптоми слични на грип. Меѓутоа, да не заборавиме дека и омикрон варијантата може да даде тешка клиничка слика, односно да се комплицира со пневмонија, која што може да изискува интензивно болничко лекување во единици за интензивно лекување, па за жал и смртен исход. Каква е класификацијата на COVID-19 поред Светската здравствена организација? Имаме асимптоматска или пресимптоматска инфекција, каде што пациентите немаат никакви симптоми, освен тоа што се имаат позитивен тест за SARS-CoV-2, меѓутоа да не заборавиме и овие асимптоматски пациенти всушност представуваат еден најголем резервоар на инфекцијата, бидејќи не знаејќи дека се инфицирани со вирусот, тие всушност истиот го шират. Како блага болест со COVID-19 се класифицира онај пациент кој што има симптоми или знаци на горно респираторна инфекција, односно може да се манифестира со покачена телесна температура, кашлица, гушоболка, мускулно-зглобни болки, главоболка, малаксалост, меѓутоа отсуствуваат знаци на афекција на долното респираторно стебло, односно овие пациенти немаат отежнато дишење, немаат краток здив и немаат на аускултација наод на пневмонија, исто така имаат нормален рентген наод. Умерено тешка болест имаат оние пациенти кои што имаат знаци за афекција, засегање на долното респираторно стебло, односно на аускултација имаат знаци на крепитација, што најчесто на нас клиничарите ни укажува дека се работи за пневмонија. И истата е потврдена со рентген наод, меѓутоа пациентите со умерено тешка болест имаат кислородна сатурација над 94%. За
Наша среќа, најголем дел од случаевите со COVID-19 припаѓаа во овие три групи. Меѓутоа, како резултат на обемноста на инфекцијата, односно на пандемискиот карактер на SARS-CoV-2, и пациентите кои што имаат тешка болест и критично тешка болест, кои што износуваа помалку од 20%, сепак всушност означува една огромна маса на луѓе кои што беа тешко и критично болни. Според класификацијата на Светската здравствена организација, како тешка болест се карактеризираат оние пациенти кои што имаат тахипнеа, односно зголемен број на респирации над 30 во минута, нивната кислородна сатурација е под 94%, односот помеѓу парцијалниот притисок на кислородот и кислородниот притисок во издишаниот воздух е под 300, имаат белодробни инфилтрати, односно засенчувања или пневмонија над 50% од вкупната белодробна површина. Пациентите кои што се карактеризираат со критична болест се манифестираат со респираторна слабост, септичен шок, мултиорганска дисфункција и овој процент кај изнесува 5%. Каква е клиничката прогресија на COVID-19? Значи, после експозиција на вирусот, после периодот на инкубација, се појавува клиничката слика и најчесто во просек од моментот на инфекција до појавата на првите симптоми и до хоспитализација од оригиналниот вухански сој па се до омикрон варијантата изнесувал 4 дена. Време траењето на хоспитализација во просек кај пациентите изнесуваше 16 дена, а кај 66% радиолашките пореметувања настануваат 7-миот ден од појава на тегобите, при што 94% имаат радиолошко подобрување, значи знаци, рентгенграфски верифицирани знаци за подобрување и повлекување на болеста 14-тиот ден од болеста. Средното време траење до негативизација на брисот за SARS-CoV-2, мерено преку методата на PCR, во просек изнесуваше 11 дена. Меѓутоа, да не заборавиме, и тоа би сакала да го потенцирам, пациентите кои што имаат тешка клиничка слика, критично болните пациенти, имунокомпромитираните пациенти имаат одложена вирусна негативизација. Тоа значи дека тие и покрај тие поминати 11 дена, дополнително го го секретираат вирусот и тие всушност се заразни. Арбитрар пресметано е дека всушност кај оваа група на пациенти време траењето до негативизација на PCR тестот во просек изнесува 20 дена. Средното време на најчестите симптоми ви е прикажано на оваа табела. Температурата изнесувала 12 дена, краткиот здив, отежнатото дишење 2 недели, кашлицата и до 19 дена. Најголем дел од компликациите по појава на првите симптоми се јавувале во тек на таа втора фаза од инфекцијата, која што означуваме како респираторна фаза, која што се јавувала на крај од првата недела, значи од 5 до 8 дена. Акутниот респираторен дистрес синдром кај најголем број од пациентите се јавувал 7 до 15 дена од инфекцијата. Кај нашите пациенти што беа лекувани, забележавме дека постоја 2 пика на влошување, тоа е 14-тиот и 22-тиот ден од болеста. Кои се ризик фактори за појава на тешка клиничка слика со SARS-CoV-2 инфекција, односно за една тешка форма на COVID-19? По старата возраст се покажала дека е еден критичен фактор за развој на тешка болест. Пациентите кои што имаат сериозни срцеви заболувања, како срцева слабост, коронарна артериска болест, кардиомиопатија, пациентите со шеќерна болест, пациентите кои што имаат хронични белодробни заболувања, како белодробна болест, астма, пулмонална фиброза, пациентите со хронична бубрежна болест, имунокомпромитираните лица, како што се реципиенти на солидни органи, пациенти кои што имаат трансплантирана коскена срж, пациенти кои што се имунодефицитни, ХИВ позитивни пациенти, пациенти кои што примаат хронично кортикостероидна и имуносупресивна терапија, спаѓаат во ризични групи за развој на тешка
клиничка слика на COVID-19. Исто така, пациентите кои што имаат карцином, кои што се обезни, кои што имаат body mass index над 30, пациентите со хематолошки заболувања од типот на српестоклеточна анемија, талесемија, цереброваскуларни заболувања, невролошки заболувања, хронични хепатални заболувања, бремени пациентки, пушењето, крвната група, посебно пациентите со крвна група А и фактори кои што зависат од самиот вирус се асоцирани со развој за тешка клиничка слика на COVID-19. Од пациентите кои што имаат карцином, како ризични фактори за зголемен морталитет се јавуваат машката возраст, машкиот пол, понапреднатата возраст, пациентите кои што се пушачи, пациентите кои што имаат активен канцер, за разлика од пациентите кои што се во ремисија, пациентите кои што примале цитотоксична хемотерапија во претходните 3 месеци пред да се разболелат од SARS-CoV-2 инфекцијата, пациенти кои што представуваат во единиците за интензивна нега, оние пациенти кои што се манифестираат со краток здив, пациенти со кардиоваскуларни заболувања, хипертензија, сите тие имаат големен ризик за несакан исход од COVID-19. Кои се најчестите компликации на COVID-19? Најстрашната компликација е асоцирана со најголема смртност, тоа е акутниот респираторен дистрес синдром или познат како АРДС, и таа може да се појави кратко време после појава на отежнатото дишење, односно диспнејата. Кај 20% од пациентите овој синдром настанувал 8 дена, во првите 8 дена по појава на тегобите. АРДСот најчесто беше нотиран кај повозрастни пациенти, пациентите кои што во крвната слика имаат зголемен број на неутрофили, односно гранулицити, пациентите кои што имаат зголемено ниво на лактатна дехидрогеназа и зголемена вредност на дедимерите. На сите нас добро познатата цитокинска бора, таа спаѓа во инфламаторни компликации на коронавирусната болест и всушност означува еден интензивен, прејак, нерегулиран имунолошки одговор кој што се манифестира со перзистентно покачена телесна температура, зголемени нивоа на инфламаторните маркери од типот на дедимери, феритин, интерлеукин 1, интерлеукин 6. Како компликации на COVID-19 беа и срцевите и кардиоваскуларните компликации, појавата на аритмија, појава на акутна срцева декомпензација и кардиоген шок. Оваа компликација повторно беше асоцирана со понапредната старосна група, пациенти кои што имаат АРДС. Бевме сведоци на појава на тромбоемболични компликации од типот на пулмонална тромбоемболија, мозочни удари, кои што беа описани и кај млади пациенти, помлади од 50 годишна возраст и кои што беа без ризик фактори за појава на овие компликации. Појавата на овие компликации значително, скоро до 80%, го зголемуваше ризикот за смртен исход во однос на пациентите кои што беа без тромбоемболични компликации. Исто така, COVID-19 болеста беше асоцирана со невроколошки компликации, SARS-CoV-2 асоцирана енцефалопатија, појава на различни типови на периферни и централни невролошки дефицити, пореметувања од типот на мијастенија гравис, пореметувања на движење, појава на атаксија и конвулзии. Милица го спомна синдромот на долг COVID, односно long COVID синдром. Постоje се уште пациенти кои што и покрај прележањето под подам на COVID-19 се уште се сретнуваат со овие компликации, тие се постинфективни секвели, кои што во просек се јавуваат 4 недели после прележана SARS-CoV-2 инфекција, меѓутоа може да траат со недели или месеци. Најчесто се манифестира како еден пролонгиран умор, појава на отежнато дишење, кашлица, градна болка, зглобни болки, пореметување на чувството на вкус и на мирис,
повремени пристапи на температура, срцебиење, пореметувања во памтењето и психијатриски заболувања. На оваа слика, која што е превзета од Светската здравствена организација, се прикажани сите органи и органски системи кои што се асоцирани и кои што може да бидат афектирани со долг ковид синдром. Гледате дека веќе не изостанува нити еден органски систем кој што може да биде асоциран со долг ковид синдром. Како ризик фактори или предиктори за појава на синдромот на долг ковид повторно се појавуваат возрастните пациенти, пациентите кои што имаат потешка клиничка слика, пациентите кои што престојале во единиците за интензивна нега, пациентите кои што биле на асистирана вентилација, пациентите во однос на абнормалните лабораториски резултати, пациенти кои што имале зголемени димери, зголемена ЛДХ, пациенти со лимфопенија, тромбоцитопенија, сите пациенти кои што спаѓаат во ризичната група на пациенти за тешка клиничка слика, односно кои што имаат коморбидитети од типот на шекерна болест, хипертензија, обезност, кардиоваскуларни заболувања, пушење, хроничен алкохолизам, хронични бубрежни заболувања, исто така спаѓаат во ризична група за развој на долг ковид синдром. И оние пациенти се покажале дека кои што имале повеќе од 5 симптоми во време на првата недела од инфекцијата, исто така имаат зголемена опасност од развој на долг ковид синдром. Средновечните жени и оние кои што во тек на лекувањето имале некоја супер инфекција. Во сите тие 2,5, да не речем 3 години на пандемија со COVID-19, светлина ни пружи појавата развојот на вакцините и започнувањето на вакцинацијата. Меѓутоа и покрај примените инфекции се поставува прашањето за реинфекција со SARS-CoV-2. Да, таа е можна и покрај тоа што се спроведено комплетниот процес на инфекција. Зошто? Бидејќи вакцините овозможуваат краток имунитет. Како што знаеме, самиот вирус има способност за она што ние го викаме имунолошка, односно евазија, односно бегање од пружените вакцини. Тоа се должи на појавата на различни вирусни геноми. Сведоци сме дека од првичниот вухански така наречен сој се појавија многу различни варијанти од британската или алфа преку бета, па стигнати сме до му варијантата, а денес циркулира омикрон варијантата и најзастапена во овој момент е варијантата XBP, која што точно има способност за имунолошка евазија. Покрај реинфекција постои еден друг термин, тоа се вика breakthrough инфекција, односно инфекции на пробив. Тоа се оние инфекции со SARS-CoV-2 вирусот кои што се јавуваат кај лица кои што имаат комплет примена примарна вакцинална серија, кои што или примиле или не примиле бустер доза. Меѓутоа, инфекциите на пробив во споредба со оние кои што се невакцинирани лица поретко водат до тешка клиничка слика или до болест која што трае повеќе од 28 дена. Кај пациентите кои што имаат имунокомпрометирачки состојби, времето до појава на инфекција на пробив, значи зборуваме за оние кои што се вакцинирани пациенти, е пократка во споредба со имунокомпетентните лица. Да ги повторам, пациенти кои што имаат имунокомпрометирачки состојби, пациенти кои што имаат трансплантација на солидни органи, коскена срж, ХИВ позитивни лица и лица кои што примаат имуносупресивна терапија и биолошка терапија. Каде се наоѓаме денес во однос на COVID-19? Веќе не сме во пандемија, веќе имаме ендемичност, односно епидемична појава на SARS-CoV-2 инфекција. Тоа представува една динамична состојба, флуктуации има во однос на стапката на инфекција, кои што зависат од различни географски подрачја, зависат од земја зависи
од тоа која SARS-CoV-2 варијанта е предоминантна, како и вакциналниот статус на населението. Сето ова се должи благодарение на вродената способност на SARS-CoV-2 вирусот за адаптибилност, а таа адаптибилност во основа значи самоодржување, самопреживување и борба против вакцините кои што ние како човештвото ги измислило за борба против SARS-CoV-2 вирусот. Обстојувањето на COVID-19 во нашето милие има огромни импликации за глобалното здравје, за економијата и за нашиот секојдневен живот. Бевме сведоци на оптоварување на здравствениот систем, преполнетост на медицинските капацитети. Самата инфекција сама по себе значеше огромен морбидитет и уште поголем морталитет. И на сцена испливаа слабостите на јавните здравствени системи, посебно од инфраструктурална гледна точка, како и потенцирање на разликите во здравствените системи, посебно кај маргинализираните средини, средините или земјите со низок животен стандард и маргинализираните популации. И покрај поминатата пандемија со COVID-19 се уште перзистираат економските последици, светот се уште се опоравува од затворените бизниси. В долго време имаше прекин на ланецот на снабдување како со основни животни продукти, така и со оние продукти кои што значи одржување на добро здравје. Голем дел се соочија со губење на работни места, финансиска нестабилност, светот се уште не е излезен од рецесија. Беше креирана една состојба на несигурност, бидејќи како што напредуваше сознанието за SARS-CoV-2 вирусот и COVID-19 болеста, како што излегуваа на повидок нови лекарства, нови вакцини, така имаше променливост на опаствата кои што беа дисеминирани од водечките здравствени институции, од Светска здравствена, преку CDC, преку Европскиот CDC. Меѓутоа, тоа сепак значеше и напредок во однос на справувањето со оваа COVID-19 пандемија. Појавата на новите вирусни варијанти, како и ефикасноста и достапноста на самите вакцини, резултираше со зголемена комплексност за соодветен одговор на секоја земја поединечно по однос на пандемијата. На површина исплива со COVID-19 пандемијата изголемената вулнерабилност на имунокомпрометираните пациенти, односно лицата со намален имунолошки систем, кои што всушност покажа зголемена подложност со инфекции. Имунокомпрометираните пациенти имаат зголемен ризик со инфекција со COVID-19, бидејќи овие лица имаат поголема веројатност за несоодветен имунолошки одговор. Овие лица се асоцирани при инфекција со SARS-CoV-2 со појава на потешка клиничка слика, која што може да биде и тешка болест со COVID-19, зголемен ризик од хоспитализација, зголемена појава на компликации и поголема смртност. COVID-19 пандемијата ги потенцираше постоечките предизвици во смисла на намалена достапност на здравствени услуги, зголемена социјална изолација и зголемен ризик за менталното здравје кај оваа вулнерабилна група на пациенти. Затоа би сакала да кажам дека е неопходен индивидуален пристап кон секој еден пациент со цел обезбедување на безбедност, добро состојба и соодветен пристап до здравствените услуги кои што системот ги нуди. Предизвиците со кои се соочивме на сите нас добро познати, лимитирана достапност до здравствените услуги, намалени услуги од здравствените лица. Целиот здравствен систем беше подреден на заболените со COVID-19, постоеше огромен страв од ширење на вирусот. Како резултат на тоа имаше речиси комплетно отсуство на рутински прегледи, диагностички тестови, лекување на основните заболувања и коморбидности, што резултираше со екзазербација на здравствените проблеми кои што не беа асоцирани со SARS-CoV-2 инфекцијата, компромитирано лекување на болните и зголемен ризик за неповолен исход на имунокомпрометираните пациенти. Сето ова резултираше со она што се нарекува адитивна смртност. Значи, зголемениот број на смртни случаи не се должеше само на SARS-CoV-2 инфекцијата, односно COVID-19 болеста, туку како резултат на голем број
SARS не асоцирани заболувања. Почитувањето на стрикните протоколи за контрола на инфекцијата во смисла на физичко дистанцирање, пациентите кои што беа ставени под карантин, социјалната самонаметната социјална изолација, сето тоа беше зголемен товар на менталното здравје и резултираше со зголемено чувство на осаменост кај имунокомпрометираните лица. Отсуството на личен контакт, мрежите за поддршка, во комбинација со стравото за разрување и несигурност за иднината и несигурност од исходот доколку настане заразување, го зголемија стресот, анксиозноста, депресијата и дополнително го потенцираа чувството на болест кај имунокомпрометираните пациенти. Неопходен е соодветен пристап на психосоцијалните потреби на имунокомпрометираните пациенти преку виртуелните мрежи за поддршка, како што е и Фемина, асоциацијата, телетерапија и општествени програми со цел минимизирање на ризиците за менталното здравје и промовирање на општата отпорност кај оваа вулнерабилна популација. Со проблемите со ментално здравје не беа соочени само имунокомпрометираните вулнерабилните групи на пациенти, тие се појавија како критичен проблем кај целокупната човечка популација како резултат на продолжениот стрес и пресвртите предизвикани од пандемијата. Социјалната изолација, финансискиот притисок, неизвестноста за иднината, како и тагата поради загубата на најблиските има огромен удел на менталното здравје. Беа зголемени рапортираните случаи на анксиозност, депресија и други форми на нарушување на менталното здравје. Сето тоа значеше дека има зголемена потреба за зголемен пристап до услуги за ментално здравје и мрежите за поддршка. Решавањето на предизвиците со менталното здравје, заедно со она што ние како клиничари, како лекари можеме да го направиме за подобрување на физичкото здравје, асоцирано со COVID-19, од суштинско значење за промовирање на отпорност и обезбедување на еден целокупна состојба на благосостојба, еден холистички пристап како за поединците, така и за општеството во целина. Што можеме да направиме за да зголемиме оваа отпорност? Неопходна е соработка помеѓу давателите на здравствените услуги, пациентите и заедниците, односно општеството како целина. Како можеме тоа да го направиме? Да ги превземеме сите мерки кои што се потребни за превенција за трансмисија на вирусот. Тука зборувам не само за SARS-CoV-2 и COVID-19, туку и за други вируси. Ево, например, тековно сме во ситуација кога што уште имаме грип, појава на грип. Неопходно е пружање на навремена медицинска нега, како и соодветно лекување на COVID-19 пациентите. Неопходна е едукација и осамостојување за само грижење и преземање на протективни мерки, а со цел да се направи соодветна едукација неопходен е проактивен пристап преку достапност до точни информации, практични совети, делење на водичи, како и реални ресурси за превенција и стратегии за митигација, односно намалување на ефектите на болеста. Неопходно е преку едукација да се дојде до информирана одлука во контекст на заштита на сопственото здравје и здравјето на другите од SARS-CoV-2 инфекција. Неопходно е да се спроведуваат зголемен број на едукации со цел фокусирање на промоција на заштитните мерки, како што е носењето на маски, физичко дистанцирање, соодветна хигиена на раце и вакцинација. Неопходно е да се прават едукативни пристапи, како што е и овој вебинар, со цел да се тангираат, односно да се адресираат заблудите или да ги наречам теории на заговор, кои што се асоцирани со COVID-19. Неопходна е активна улога на секој еден нас поединец со цел редукција на трансмисија, минимизирање на импактот на вирусот и промовирање на општата отпорност. Неопходна е застапување за промена на политиките, да се инволвираат, оние што ги прават политиките со цел зголемена поддршка, посебно на вулнерабилните имунокомпрометирани индивидуи.
Светот како целина има удел во смисла на зголемено истражување и развој на подобри тераписки опции за лекување со SARS-CoV-2 инфекцијата. Накратко, тука би се задржала за COVID-19 специфичната терапија. Во ова ера на омикрон варијантата, како достапни лекови ни се ремдесивирот, кој што е протеаза инхибитор и кој што има одлична активност како инвитро, така и во живо, инвиво, кон SARS-CoV-2 вирусот. Најновите производи нирматревил, кој што е бустериран со ритоновир или добро познатиот Паксловид, за жал него го немаме во Македонија, и молнупиравирот, кој што има 30% ефикасност за спречување на вирусот. Конвалесцентната плазма исто така влегува во како терапија за лекување, меѓутоа не било која конвалесцентна плазма, туку конвалесцентна плазма која што содржи антитела од онаа вирусна варијанта која што циркулира во моментот. Ремдесивирот, освен за тоа што се користи за лекување на COVID-19, може да се дава и како постэкспозицијска профилакса кај вулнерабилната група на пациенти, односно спречува да се развие тишка клиничка слика, исто така и Паксловидот, доколку се даде во првите 5 дена од болеста, и молнупиравирот, доколку се даде во првите 24 до 48 часа после експозиција на SARS-CoV-2 инфекцијата. Реков, светлина во целата таа пандемија беше појавата на COVID-19 вакцини. Постојат повеќе вакцинални опции, дел од вакцините беа на базата на mRNA технологија, дел беа направени од инактивиран вирус, а дел беа векторски вакцини. Сите тие имаја своја специфичност, своја ефикасност, и ние знаете дека влеговме во земјите кои што добија релативно брзо вакцини и знаете дека програмот за вакцинација беше така направен да вулнерабилните групи на пациентите кои што имаа коморбидитети, имунокомпромитираните, беа меѓу првите вакцинирани групи на лица. Она што сакам да потенцирам за COVID-19 вакцините, дека тие најновата група на вакцина 2023-2024 COVID-19 вакцини покрај оригиналниот сој го таргетираат и XBB сојот на омикрон варијанта, кој што, како што реков, е тековно циркулирачка варијанта и овозможуваат поголема заштита од појава на тежок COVID-19, која што, доколку ние веќе сме се вакцинирале, тоа што го викаме примовакцинација со другите вакцини, може би опаднала во тек на времето. Исто така сакам да потенцирам дека COVID-19 вакцини стимулираат појава на имунолошки одговор кон вирусот, а сите сите оние состојки кои што влегуваат во COVID-19 вакцината, нашиот организам ги елиминира, како што елиминира и голем дел од другите субстанции кои што ги примаме, без разлика дали се работи за други вакцини или други лекови. Го нагласувам тоа дека ниедна COVID-19 вакцина не афектира или на било кој начин е во интерреакција со нашата ДНК. Тоа е нели како една теорија на заговор дека COVID-19 вакцините не чипираат. Тоа апсолутно не е точно. На оваа табела сакав да ви го прикажам вакциналниот профил што е посочен од Светската здравствена организација и CDC, кој што треба да се запази кај имунокомпромитирани лица. Не би елаборирала тука многу, освен дека кај оние пациенти кои што се невакцинирани, односно немаат примовакцина, потребни се 3 дози. Доколку се вакцинирани со 1 или со 2 дози, во зависност од тоа, тие што се вакцинирани со 1 доза, се препорачува да примаат 2 дози, а оние кои што примиле 2 дози се препорачува да се бустерираат со новата вакцина, која што, како што реков, е бивалентна и го содржи новиот XBB сој на омикрон варијантата. За крај,
Да кажам дека постоењето на групи за поддршка е неопходно, постоењето на едукација, постоењето на информиран пристап кон извори кои што се релевантни, овозможуваат и вакцинацијата како најдобар начин за превенција од болест, ќе ни дадат можност да направиме промени и да креираме услови за подобра, поздрава иднина за сите нас. Ви благодарам на вашето внимание. Ви благодарам и вам, доктор Димзова, за исцрпната презентација, да вистина многу интересна. Ја поканувам доктор Адамова да продолжи со нејзината презентација. Добро вечер на целиот аудиториум. Благодарност за вашето слободно време што го посветивте на ова сесија. Благодарност до организаторите што ни овозможија ваква дружба и размена на искуства. Мојата тема се однесува на влијанието на COVID-19 врз диабетес мелитус. Би почнала со првиот постулат кој што е најбитен во третманот на диабетесот, односно, како кажал познатиот Хипократ, нека храната биде ваш лек, а лекот нека биде вашата храна. Ова е првиот постулат во третманот на диабетесот, затоа што всушност самата исхрана представува 50% од терапијата, од добрата гликорегулација во суштина. Ке кажам само неколку податоци за диабетесот. Диабетесот представува една од 10 водечки причини за смрт, беше на 7 место, односно 9,3% од светската популација боледува од диабетес, што ќе признаете дека не е мала бројка. Односно 537 милиони возрастни, и тоа на возраст од 20 до 79 години, имаат диабетес мелитус, со тенденција да оваа бројка се зголеми до 783 милиони во 2045 година. Интересен е фактот што најголем процент од пациентите се потекнуваат од ниско и средно развиените земји. Дефинитивно нешто се случува во тие земји и треба да се поправи. Секој петти човек над 65 години има диабетес, а секој втор, значи 240 милиони не се диагностицирани, што значи дека има диабет, меѓутоа се уште не знаат. Додека пак 541 милион луѓе се со зголемен ризик за развој на диабетес. Диабетесот бил причина за смрт кај 6,7 милиони луѓе во 2021 година. Бројката на деца и адолесценти со диабетес мелитус тип 1 е висока и односно 1,2 милиони и продолжува да расте. За среќа со помало темпо во однос од диабетес мелитус тип 2. Секоја шеста бременост е засегната со диабетес и тоа бременост со живородено дете. Во оваа бројка не спаѓаат оние бременности кои што се завршени со спонтан абортус заради лоша гликорегулација и И за крај можем да кажам она што најмногу ги интересира здравствените власти, значи во секоја држава, тоа се здравствените трошоци кои што се навистина многу големи. Овде може убаво да се види кој е трендот на преваленција на диабетес според развиеноста на земјите од 1980 до 2014 година. Значи, преваленцијата значи вкупен број на заболени луѓе со диабетес мелитус. Сината линија ги опишува високо развиените земји, каде што можеме да видиме дека трендот на преваленцијата е нагорен, меѓутоа сепак постепено почнува да се стабилизира и да се нормализира. Ако може да се каже нормализира. За разлика од високо развиените земји, ниско развиените земји кои што се представени од црвената линија, можете да видите дека трендот е многу стрмен, што значи дека бројката на пациенти со диабетес во овие ниско развиени земји се зголемува и тоа драстично и дури веќе ја има надминато и бројката на диабетес во високо развиените земји и понатаму продолжува да се качува.
Како што споменав, дијабетесот бил причина за смрт на глобално ниво во 2006 година на високото 7 место, за разлика од 2019 година, кога паднал на 9 место, со што се надевавме дека конечно ќе излезе од листата на големата десетка, дека ќе се намали бројката на смрт барем од дијабетес мелитус. Она што често го опишуваме, зошто дијабетесот е толку битен, затоа што дава голема оптовареност со дијабетичните компликации. Што значи оптовареност? Оптовареноста не значи само економски товар на државата, меѓутоа значи и изгубени години живот. Тоа Светската здравствена организација користи една алатка која што се нарекува DALI, како што можете да ја видите на екранот. DALI всушност означува години изгубени живот, во кој што се изгубени, значи годините заради предвремена смрт од дијабетес и заради години изгубени здрав живот, односно години кои што пациентот ги живее со дијабетес и со дијабетични компликации, што секако го намалува неговиот квалитет на живот. Овде спаѓаат и пациентите кои што се со оштетен вид или комплетно губиток на видот, потоа пациентите кои што се со ампутиран екстремитет, најчесто долен екстремитет, пациентите кои што одат на дијализа и така натаму. Значи бројката е навистина многу голема. Во 2016 година во Македонија биле изгубени вкупно според DALI 22.873 години. Значи ова е огромна бројка која што е само за една година, која што ни укажува на големото оптеретување кое што го врши дијабетесот и компликациите врз самите пациенти, а потоа и врз самото општество. Споредено DALI во Македонија и со Европа и глобално можеме да видиме дека во Македонија DALI изнесува двојно повеќе отколку во Европа и глобално. Тоа дава една многу лоша слика за состојбата во Македонија, затоа што укажува и на лоша регулација и укажува на голем степен на голема бројка фактички на дијабетични компликации. Зошто го потенцира сето ова? Затоа што можеме да видиме дека дијабетесот сам по себе е состојба која што заради бројноста на пациентите има огромно влијание во општеството. Колешката Марија ни даде еден прекрасен опис на COVID, така да јас нема да навлегувам многу во овие податоци. Значи во 2020 година, грешка е не 2019, значи Светската здравствена организација прогласува пандемија со новиот висококонтагиозен коронавирус. Симптомите на COVID се многу добро познати и колешката Марија навистина прекрасно ги опиша, нема да навлегуваме во тоа, исто така и за начинот на пренесување на COVID. На глобално ниво јас имам бројка до 18 февруари, значи бројката на починати пациенти заради COVID изнесува скоро 7 милиони, оздравени се преку 674 милиони пациенти. Меѓутоа во моментот се заболени некаде околу над 22 милиони, меѓутоа како што можете да видите, 99,8% се со лесна клиничка слика, а само 0,2% се со тешка клиничка слика или се во критична состојба. Сега, она што е многу интересно за дијабетесот е дека во претходните епидемии, значи со SARS, со MERS и со птичиот грип, е дека кај овие епидемии пациентите со дијабетес имале зголемена склоност, едноставно кажано, биле поизложени склоност за инфицирање со овие вируси. Меѓутоа, состојбата не е таква кај COVID-19, односно пациентите со дијабетес мелитус не заболуваат почесто од COVID-19, за разлика од другите пациенти, но почесто развиваат компликации кои завршуваат со смртен исход. Затоа и овие пациенти се со висок ризик за лош исход. Зошто се случува тоа така? Затоа што дијабетесот сам по себе представува една проинфламаторна состојба, односно пациентот се наоѓа во една константна состојба на блага инфламација. Така да, кога ќе дојде во контакт со SARS-CoV-2,
Значи, оваа состојба доведува до драстично зголемување на инфламаторните медиатори. Можете да ги забележите овие црвени стрелки или молнички, кои што се го означуваат моментот кој што е многу потенциран кај пациентите со диабетес мелитус. Односно, кај овие пациенти имаме драстично зголемување на инфламаторните цитокини, кои што се токсични метаболити, потоа зголемување на липополисахаридите, зголемување на нивото на респиратори оксиген и интерлеукин 6. Респиратори оксиген сорс. Кај пациентите со диабетес 2 доаѓа исто така до посилно изразување на рецепторите од системот на ренин, ангиотензин, алдостерон, и тоа исто така доведува, значи, до поголема васкуларна ендотелна оштета. Сето ова доведува до зголемена инсулинска резистенција, која што и така веќе силно изразена кај диабетес мелитус тип 2 посебно. Кај овие пациенти така имаат поголема склоност за зголемено ниво на фибриноген, а во случај со инфекција со COVID, тоа е многу потенцирано, што доведува исто така до зголемено ниво на D-димери, кој што доведува до зголемена вискозност на самата крв. Сето ова доведува до, значи, до кардиоваскуларни настани, тромбоемболија и зголемена стапката на смртност. Или, како што кажа доктор Марија, значи, кои се состојбите кои состојби доведуваат до зголемен ризик кај овие пациенти, кај пациентите, значи, со диабетес. Коморбидитетите во смисла на зголемен крвен притисок, кардиоваскуларните заболувања, посебно обезноста или хроничната бубрежна слабост, се состојби кои што доведуваат до влошување на состојбата, до хиперинфламација, и тоа посебно ако е изразено кај мажи, со постари мажи, значи мажи од низок социоекономски статус и посебно мажите кои што не се од белата раса. Ова доведува, значи, до поголем ризик за тешка форма на COVID. Ова е една студија која што ја најдов и која што многу интересно покажува анализата на преку 19.000 пациенти кои што биле хоспитализирани во Англија во единица за интензивна нега и кои што биле во единица за интензивна нега. На левата страна од слайдот можете да забележите дека групите се поделени по возраст и колкав е процентот на морталитет. Секако, дека колку се повозрастни пациентите, толку стапката на смртност е поголема. Меѓутоа, погледнете десната страна на слайдот, каде што може да се види дека во истата возрастна група, процентот на смртност е многу поголем отколку во другата група. Тоа значи дека и во групата од 18 до 44 години смртноста е поголема, а додека во групата на највозрастни пациенти и претходната група процентот е за 10% поголем отколку кај оние пациенти кои што немале диабетес. Овде може да се види леталниот исход кај пациенти со диабетес заради корона, меѓутоа по тип на диабетес. Значи се гледа дека поголема е смртноста кај пациентите со тип 2 диабетес, бидејќи бројката била 7466, и ова се бројки кои што се однесуваат во периодот од 1 март до 11 мај во 2020 година. И сега прашање е дали бројката на починати пациенти навистина е поголема кај тип 2 отколку кај тип 1, или затоа што едноставно преваленцата на пациенти, значи вкупниот број на пациенти со диабетес во принцип е поголема кај со тип 2. Поголем е бројот на пациентите со тип 2, затоа така да очекувано е да оваа бројка е поголема кај овие пациенти. Во Македонија официјално беа заразени околу над 350.000 жители со смрт со летален исход кај скоро 10.000 луѓе, додека останатите се опоравиле.
Каква е состојбата во Македонија во однос на дијабетесот? Ова се податоци од Институтот за јавно здравје, од Регистарот за дијабетес, односно шеќерна болест. Ги најдов податоците за 2019, 2020 или 2021. Инциденцата кореспондира некаде, меѓутоа преваленцата морам да потенцирам дека во 2019 година немало вкупен број на 89.964 пациенти со дијабетес, туку, односно во бројката што е во 2020 година, не е драстично зголемена бројката, туку сам ова се должи на подобро регистрирање во мој термин на овие пациенти. Можете веднаш да направите споредба со бројката во 2021 година, каде што изнесува 135.000, значи некаде кореспондира со претходната година. Ова се последните бројки кои што се достапни од овој регистар. Ги очекуваме со нетрпение следните бројки од 2022-2023 година, кои што ќе ни укажат дали COVID-19 имал влијание врз зголемувањето на бројката, на преваленцата на дијабетес во Македонија. Ова е една студија која што укажува која што ги испитувала пациентите кои што прележале COVID, односно која е состојбата на тие пациенти после прележувањето на COVID, односно дали COVID-от предизвикува дијабетес. На левата страна од сајдот можете да видите групата која што прележала COVID и групата која што не прележала COVID. Значи во оваа група 48,38 е бројката која што укажува дека волков процент од пациентите развиле дијабетес на 1000 луѓе за 12 месеци, додека в групата која што не прележала COVID, бројката изнесува 34,93, што дефинитивно укажува на тоа дека ковидот имал влијание врз инциденцата на дијабетес. Ова е една друга студија која што исто така е многу интересна и која што ги анализира две групи на пациенти. Првата група е пациентите кои што прележале COVID-19, бројката е комплетно иста како со втората група, а втората група се пациенти кои што прележале акутна горнореспираторна инфекција, бидејќи сепак COVID-от нели спаѓа во респираторна инфекција. Можете да видите дека бројката на пациенти кои што прележале COVID, тие имаат поголема бројка на дијабетес. Што значи, оние кои што прележале COVID, а не обична респираторна инфекција, ризикот за развивање на дијабетес е поголем кај нив. Ова е во однос на инциденца на дијабетес и кардиоваскуларни состојби, нарушувања по прележан COVID-19. На горниот дел од слайдот можете да видите како едноставно убаво се одвојува инциденцата, значи новооткриените пациентите со новооткриен дијабетес во рок од 4 недели после прележувањето на COVID, меѓутоа потоа постепено таа состојба се стабилизира во однос на другите. Додека пак долниот дел од слайдот укажува на високиот пик кој што го има кардиоваскуларните заболувања токму во периодот на прележување на COVID и 4 недели или некаде околу 2-3 недели после прележувањето на COVID-от. Меѓутоа, пикот многу брзо се намалува со периодот на прележување, едноставно после COVID. Ова е една интересна студија која што е спроведена во Германија на ниво на примарно здравство. Значи, се направени анализи во 970 амбуланти од примарна пракса, значи, кои што се анализирани дали пациентите развиле дијабетес
после COVID, меѓутоа без разлика дали биле вакцинирани за COVID или не биле вакцинирани. Како што можете да видите, нема некоја драстична разлика во однос на 2019 и 2021 година, што укажува на фактот дека бидејќи многу нели се разговара, се збори за тоа дека вакцините се тие кои што предизвикуваат болести, предизвикуваат несакани ефекти, меѓутоа ова била точно таргетирана, значи студија за пациенти да се направи една убава споредба дали има разлика меѓу вакцинирани и невакцинирани пациенти. Студијата укажала дека дефинитивно нема голема разлика. COVID-DIAP е еден регистар кој што е сега формиран и кој што е формиран од страна на водечки истражувачи во областа на дијабетесот и кој што овој регистар точно ќе покаже дали COVID-19 имал некакво влијание врз дијабетесот, врз инциденцата на дијабетесот, значи за појава на нови случаи на дијабетес, дали има влијание врз дијабетичните компликации, да едноставно ќе добиеме многу податоци од овој регистар, така да се надеваме дека наскоро ќе имаме нови и вредни податоци. Како што спомна доктор Марија претходно, COVID-19 имаше едно големо влијание врз целиот здравствен систем и кај сите пациенти кои што се со дијабетес мелитус, тоа секојдневно го гледавме. Тоа се одвиваше на ниво, значи во примарната здравствена заштита, пациентите со дијабетес не можеа да доаѓаат на своите редовни контроли. Понатаму имаше нарушување во грижата за менталното здравје, бидејќи голем дел од нашите пациенти имаат одредени проблеми кои што треба да се следат. Исто така имаме пациенти кои што се со дијабетес, меѓутоа кои што имаат и малигни заболувања, пациенти, значи на кои што има потребна хронична нега, исто така и нарушувања во елективната хирургија. Овој слайд убаво го опишува едноставно чепот кој што се формира со почетокот на пандемијата, бидејќи едноставно се блокира целиот здравствен систем и тоа многу брзо, додека пак зелената зона го опишува периодот кој што е потребен едноставно за откочување на тој чеп, на таа состојба, за полека да се врати состојбата во нормала. Можете да видите дека црвената зона е многу стрмна, меѓутоа зелената зона е многу побавна, значи опоравувањето сепак ќе треба да до еден солиден временски период. Претходно, како што споменавме и спомна доктор Марија, дека COVID-19 имаше големо влијание, значи врз смртноста, врз големувањето на смртноста во нашата држава. Ова се податоци од Европа. Смртноста беше зголемена, тоа е за очекување, меѓутоа исто така можеме да видиме дека COVID-19 го намали животниот век во скоро сите европски држави, а не се сомневам дека ќе биде истото и во Македонија. Претходно неколку пати е споменато менталното здравје, значи пандемијата имаше големо влијание кај младите луѓе, посебно кај оние кои што значи имаат потреба од помош во менталното здравје. Може на десната страна може да се видат возрастните, а плавата боја ги означува младите луѓе на кои што им била потребна ментална поддршка за менталното здравје. Исто така споменавме дека пациентите кои што имаа потреба од хируршка интервенција, која што не била итна, меѓутоа заради пандемијата морала да биде одложена, значи фактички 1 од 6 луѓе не бил изложен на оперативниот зафат. Ако има нешто добро во целата оваа ситуација, можеме да кажеме дека се зголемил бројот и процентот на телеконсултациите, телефонските консултации, кои што им овозможи пациентите да имаат барем некаков контакт со здравствениот персонал за следење на својата хронична состојба, и тоа во нашиот случај конкретно со дијабетес мелитус беше навистина користено и пациентите беа во ситуација
информација да не контактираат за посебно за инсулинската терапија, посебно за коригирање на инсулинската терапија, така што истото било и на ниво во Европа, каде што можеме да видиме дека процентот на телеконсултации бил 11%, за да во следната година тој процент се дуплира и изнесува 22%. За вакцините, мислам дека доктор Марија многу убаво ги опиша. Јас можам само да евентуално да дополнам дека се во октомври 23 година е апдейтирана ново вакцината и исто така апдейтирана Pfizer и Moderna. Трите фактори кои што ни помагаат, значи да се превенира изложеноста, да се превенира инфекцијата со COVID-19, всушност остануваат исти. Локација, растојание и време. Односно, помалку време поминато во затворен простор, повеќе во отворен простор, да не се движиме во големи густи групи, повеќе да бидеме во помали групи и секако времето на експозиција да биде колку е можно помало. Дали сме спремни за нова пандемија? Колеги, би сакала баш да разговараме кое е вашето мислење на оваа тема. Ке завршам со една мисла на Алберт Ајнштајн кој што вели: учете од вчера, живејте за денес, меѓутоа надевајте се за утре. На утредната. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам и вам, доктор Адамова. Добивме во меѓувреме прашања. Едното прашање веќе вие го започнавте всушност. Тоа беше всушност до вас, затоа што вие сте нашите предавачи вечерва. Што мислите вие, дали сме, воедно и за доктор Димзова, дали сме спремни за нова пандемија и кој би бил третманот од вашата специјалност и од вашето искуство? Како што кажа доктор Димзова, оваа пандемија ни ги покажа сите слабости на здравствениот систем, така да мислам дека научивме нешто и мислам дека би биле можеби малку поорганизирани, само што искрено се надевам дека нема да бидеме изложени на нова пандемија. Меѓутоа, искуството го направи со така што мислам дека многу побрзо би се организирале, конкретно зборам за нашите пациенти со диабетес и самите тие се веќе многу по информирани за својот третман. И пак ќе кажам, искрено се надевам дека нема да треба да дојдеме повторно во ваква ситуација. Истото прашање за доктор Димзова. Да, јас од моја страна би се приклучила на она што Кате го вика. Не би сакала да дојде до нова пандемија, меѓутоа COVID-19 сушност ни го покажа пандемискиот потенцијал на секој еден инфективен агенс. Како што добро знаете, коронавирусите порано, кога учевме, имаше едно малечко поглавје за нив, дека како едни безазлени вируси кои што предизвикуваат синдром на обична настинка, во народот познато зукем, така, која што се карактеризира со една кивавица и поминува за 2 до 3 дена. Ево гледате што се случува, како што ние еволуираме како човечки суштества, така и вирусите и бактериите еволуираат. Она што е страшно, што постои можност за прескокнување на специјесните бариери, значи типовите на бактерии и вируси кои што се предодредени да ги инфицираат одредени животински врсти, ја прескокнуваат таа специјесна бариера и не напаѓаат нас луѓето. Така да не би можела да кажам дека пред нас не стои пандемија, напротив, сите предвидуваат дека ќе има ново пандемско појавување, меѓутоа со кои микробиолошки агенс не останува непознато. Она што не научи COVID-19 пандемијата е дека е неопходно едно здружено справување на светско ниво, не на локално,
дека светот нема граници и дека сите треба да си помагаме меѓу себе. Ние бевме меѓу среќените земји што, пак ќе речам, релативно брзо добивме вакцини. Знаеме сите дека голем број земји, поготово земјите во развој, останаа без вакцинални опции. Она што може би не научи пандемијата, дека треба многу да се потприме на групи за поддршка, на дисеминација на точни информации, треба значи да се одбере што се чита, како се чита, да знаеме да ги препознаеме дезинформациите и секако голем акцент на телемедицината. Знаете дека веќе поготово со вештачката интелигенција денес се поместија границите, сите граници во секојдневното делување на човекот, така да роботиката е веќе одавна навлезена во медицината, меѓутоа сепак телемедицината останува како една перспектива за понатамошно справување не само во случаи каде што не може физичко присуство на пациентот и докторот, меѓутоа и како опција за едни подалечни дестинации, рурални дестинации и сето тоа, така да и тој дел треба да се развива од медицината. Едно конкретно прашање за ви благодарам, доктор Димзова, едно конкретно прашање за доктор Адамова, зошто токму диабетесот е причина за лош исход од ковид? Како што споменав претходно, самиот диабетес е една состојба на инфламаторна, да ја наречеме. Самото тип 2, посебно диабетесот. Тип 2 се обично пообезни пациенти. Масното ткиво, односно адипоцитите, се склони наставно да лачат медиатори, инфламаторни медиатори и во услови вон COVID. А во услови на COVID, нивото на тие инфламаторни медиатори се зголемува стократно. Едноставно кај овие пациенти се лачи оној рост што го спомнав претходно, кој што во услови на вон COVID е во некаква рамнотежа, меѓутоа во условите на COVID драстично се зголемува и веќе кога ќе се зголеми на толку големо ниво, тоа доведува значи до еден дел се доведува до цитокинската бура, а вториот дел доведува до оштетување на крвните садови. Кај самите пациенти со диабетес, едноставно самата болест доведува до оштетување на ѕидовите на крвните садови. Значи, кај пациентите, кај најголем дел од пациентите, посебно пак и возрастните и подолго време што имаат диабетес, тие имаат ангиопатија. Со рост и со овие инфламаторни медиатори, тоа оштетување е уште повеќе изразено. Така да настанува една експлозија едноставно во, просто кажано, во организмот, и затоа кај овие пациенти едноставно сите механизми се многу посилно изразени. Тоа доведува до многу полоша сето тоа доведува значи до екстремно зголемено ниво на гликемија, односно хипергликемија, која што многу тешко се регулира. Со тоа започнува откочување на целиот механизам на COVID кај овие пациенти. Затоа овие пациенти се со зголемен ризик за летално да завршат. Ви благодарам многу. Имаме уште едно прашање до доктор Димзова. Дали пост-ковид постојат искуства со покачени трансаминази АСТ и АЛТ подолго време? Конкретно кај пациент 38 годишен, веќе 3 години со покачени двојно и тројно. Истиот е без други коморбидитети и ковид инфекцијата ја помина со лесна клиничка слика. Да, го прочитав, го одговори во чет, меѓутоа и вака ќе го кажам. Самиот SARS-CoV-2 може да резултира со покачена аминотрансферазна активност, а трансаминазите може да бидат покачени во зависност од кој тип на лекување бил спроведен кај дадениот пациент, макар да тука е наведено со лесна клиничка слика. Меѓутоа, без разлика и со што да бил лекуван пациентот 2 до 3 години не може да има обстојување на покачена трансаминазна активност и неопходно е да се барат други фактори за таа покачена ензимска активност,
првично да се исклучат инфективните агенси, а понатаму да се оди на метаболните пореметувања кои што може да се манифестираат со хепатална лезија. Тоа обавезно. Прво инфективните, значи Б, С, да не ги редам, а понатаму другото. Сега прашање до двете, мислам, би сакал и двете да го кажете вашето мислење. Во поглед на респираторна подршка, мислам дека треба да постојат обуки од специјалисти анестезиолози, бидејќи тоа, така пишува, тоа неправилно се користеше за време на пандемијата. Прашање од каде да читаме за тоа, колку литри О2 во минута? Значи, јас повторно ќе го спомнам, Кате, извини. Да. Значи, не знам од каде е тоа мнение дека беа неправилно користени. Се согласувам дека треба обука, меѓутоа не знам зошто дека мислењето дека неправилно е користена кислородната поддршка. Еднаш бев случајно сведок на една емисија која што се одвиваше национална телевизија, каде што колешка кажа дека пациентите кои што биле лекувани со COVID-19, кои што биле лекувани со кислородна терапија, истата штетно делувала и направи корелација со бебињата во инкубатор што добива ретинопатија. Апсолутно неточно. Затоа сакам да потенцирам. Значи, не секој може, секој има право да го искаже своето мислење, така, меѓутоа треба многу да се внимава, поготово кога станува збор за едукативни состаноци, за едукативни емисии кои што се даваат поготово на национални телевизии, такви невистинити тези да се пласираат во јавноста. А во однос на тоа колку литри кислород во минута, значи правилото беше, има различни правила, потребно е да се дадат толку литри кислород во минута за да се обезбеди соодветна оксигенација на пациентот. За бремени пациентки треба да се држи кислородната сатурација над 95%, а за други пациенти се разбира, значи да речам општа популација да биде над 90. Значи не треба ни преоксигенација, меѓутоа секоја кислородна сатурација измерена под 90 кај пациенти со SARS-CoV-2 е неадекватна и со други заболувања кои што го афектираат пулмоналниот систем. Значи, од каде да се чита, тоа се принципи на лекување, дали сакате во анестезиологија, сакате инфектологија, сакате пулмологија. Значи, тоа се за нормално функционирање не само на респираторниот, бидејќи од оксигенацијата зависи и работата на срцевиот мускул, значи се јавуваат ако има лоша оксигенација, исхемија на срцевиот мускул, исхемија на виталните органи, на бубрези, на мозокот и така понатаму. Меѓутоа ќе повторам, значи тврдам дека апсолутно не постоеше како беше неправилно користење на кислородна поддршка. Вашиот одговор, доктор Адамова, ви благодарам, доктор Димзова. Баш тоа требаше да се каже уште еднаш. Вие го кажавте неколку пати, ама уште еднаш не е лошо да се каже. И ќе го повторувам милион пати, да. Точно се согласувам со доктор Марија, затоа што навистина се ширеа многу гласини, што навистина не погодува ние што бевме по ковид центри. Значи, прво не можеме да дадеме кислородна поддршка на некој кој што да кажеме во добра клиничка слика. Ако почне да паѓа сатурацијата, едноставно почнуваме со помали дози. Значи, како што кажа доктор Марија, не може да титрирате, да давате огромни дози непотребно. Се следеа пациентите. А во секој случај бевме во комуникација со колегите од инфективна клиника, со колегите од Карил, со колегите пулмолози, со колегите од Институт за ТБЦ, така што секогаш ни беа на располагање да ни кажат колку, како, за кој пациент, зависно од состојбата на пациентот, зависно од коморбидитетите. Во меѓувреме стигна уште едно и тука некаде полека ќе го затвориме состанокот.
Покрај сега ова е, дозволете ми да го прочитам, мислам морам да го прочитам затоа што го поставија прашањето, покрај секој пациент немаше монитор во малите градови. Тука јас не би можела да одговорам, бидејќи зависно е нели пациентот, зависно е од тежината на клиничката слика. Мислам дека ни најбогатите здравствени системи, а ние не спаѓаме во најбогатите здравствени системи, не беа во состојба да обезбедат монитор за секој еден пациент. Значи, тоа ниво Џон Хопкинс, како ево нека биде некоја најголема болница со најдобар рейтинг, дека не верувам дека за секој еден болен пациент, затоа беше здравствениот систем преоптоварен. Немаше места, немаше многу работи, меѓутоа тоа е утопија дека за секој еден пациент може да се обезбеди монитор. Ке повторам, во ниеден здравствен систем тоа не беше возможно. Се уште ни се свежи сеќавањата што се случуваше во Италија, нели од Европа во Италија беше првото најголемиот наплив на пациенти. Мислам дека веќе нема прашања, ви благодарам многу, малку го пробивме терминот, ама беше многу интересно. Им благодарам на сите, гледам дека присуството многу малку опадна, така да сигурен сум дека внимателно не слуша. Доколку имате нешто за крај? Ви благодарам на прекрасната концепција и прекрасната организација и драго ми е ако бевме со доктор Катерина интересни да не изслушате и дека нешто успеавме и да пренесеме од нашето искуство. Благодарности од мене. Да подсетам само пред да и дозволам на Милица, да подсетам за линкот што го пуштивме во чет, ќе го пуштиме повторно. Тоа е мала анкета, да видиме, не да видиме што сме научили, туку едноставно само да утврдиме дали некои клучни пораки се пренесени соодветно и таму каде што треба. Ќе има снимка, сите што беа присутни, сите што беа поканети од X причини не присуствуваа, ќе има снимка поставена на YouTube каналот на Femina M, се надевам утре, така што тие што пропуштија ќе може да повторно да го погледнат како реприза овој Zoom состанок. Милица, повели. Благодарам и јас на сите присутни денеска, благодарам на докторките што ни овозможија едно вакво прекрасно искуство со нивните фантастични предавања. Се надевам дека ќе имаме и понатаму соработка на некои други теми. Фемина е тука за да допринесе за подигнување на свеста за подобрување на јавното здравство, да се бори за пациентите. И благодарам и на вас, доктор Стојан, за поддршката и за организацијата на овој вебинар. Ви благодарам, ви посакувам пријатна вечер на сите. Пријатна. Пријатна вечер.